ќе зборуваме за исхраната за време на летните одмори, ќе зборуваме за тоа и како да се хидрираме со цел да не се вратиме со некој килограм плюс која ќе си дојдеме дома. Наша денешна соговорничка е Олга Дервенџи, сертифициран нутриционистички коуч. Добро утро и ви благодарам што се озвавте на поканата за овој разговор кој што го реализираме во пресрет на предавањето кое утре ќе го имате во Синеплекс на оваа тема. Па еве за почеток да ни кажете за кого е наменето ова бесплатно предавање, што ќе може да научат луѓето. Благодарам, Вања, на вас и на телевизија Телма за укажаното време. Предавањето е наменето за секого, значи нема возраст. Наменето е да не само како да се храниме, туку како и да се однесуваме на одмор, затоа што многу на нашите одлуки влијае нашето однесување. После предавањето присутните сакам да излеза со чувство на улеснување, дека најпосле треба да научат дека не треба да избираме помеѓу совршен оброк и уживање. Затоа што ако ја поставиме солидно нашата исхрана, таа исто ќе функционира и на плажа, а не секогаш само од понеделник. Ќе зборуваме за реални ситуации. Значи појадок во хотел, шведска маса, гужва на плажа, нервози со деца и како да се сноѓаме. Исхраната на одмор не треба да биде со чувство на вина или дека нешто си забрануваме. Луѓето често знаат од одмор да се вратат со некој килограм повеќе и секогаш се половина од одморот е ветување од септември нов лист вртам или воведувам нов режим на исхрана, а тоа апсолутно не треба да биде така. Значи, ќе зборуваме дека врз исхраната не влијае нашиот карактер. Значи, на одмор сме и нервозни, и лути, и стресирани, така да тоа не зависи од нашиот карактер. Исто така ќе прозбориме на изложеноста кон храната, затоа што на одмор генерално повеќе гледаме храна, кога гледаме храната и повеќе јадеме. И трето ќе споменам неколку практични алатки кои што ќе можат веднаш посетителите да ги применуваат, со кои што можеме да кажам ќе може да се избегнува преадување, тоа што вообичаено тоа се жалат луѓето кои што се враќаат од одмор. Така, одморот секако е за да се опуштиме, да се релаксираме, меѓутоа како што споменавте и самата може да има многу непредвидени ситуации, па дали во тој контекст летниот одмор носи и ризик да имаме нарушување во исхраната и да не се контролираме? Да. Секако дека носи ризик, но секогаш кажувам дека тоа не е заради дисциплината. Значи, ние на одмор имаме друг карактер, едноставно менуваме рутината. Спиеме поинаку, спиеме во различен кревет, гледаме многу повеќе храна, сме во движење, патување. Така да, луѓето на вистина не треба да се грижа дека тоа е до нивниот карактер или дека на одмор се попушта. Работата е што тие ризици се предвидливи. Кога ги знаеме ризиците и ќе ги кажеме кои ни се ризиците на одморот, многу поедноставно можеме да се справиме со нив. Во однос на самата хидратација, освен на вода, што друго се препорачува додека имаме екстремни горештини, кои се оние пијалоци кои што може да не дехидрираат, особено кога сме на плажа? Водата е секогаш првиот избор. Ако сакаме нешто да промениме, вода со лимон, дури може да биде природна минерална вода со лимон, само да не е со засладени шеќери, јогурт, кефир, исто така се одлични извори на хидратација. Овошје како лубеница или диња исто така содржи многу вода и тоа одлично може да влијае. Дехидрира најмногу алкохолот. Тука, значи, со алкохолот заедно да пиеме и вода, да се избегнуваат засладени пијалоци. Тоа секогаш го препорачувам, затоа што тие во моментот ствараат ситост, а потоа не дехидрираат. Во однос на ужината, не само кога сме на плажа, туку и кога се упатуваме кон самата дестинација каде што ќе летуваме, кој би бил вашиот практичен совет? Што да се понесе за здрава ужина, особено совет за родителите со мали дечиња? Да. Ајде вака да ги олесниме родителите, да не биде ништо совршено. Значи затоа што сепак е ден на патување и ако кажеме дека треба имаме совршена ужинка, стануваат проблемите. Но ако треба да препорачам, ова би важило и за родителите и за децата. Нека биде природен грчки јогурт со исецкано овошје внатре, може да биде интегрални сендвичи со остаток од пилешко месо, може да биде младо сирење со исецкан зеленчук, мафини од дома приготвени со јајце и урда. Идејата е дека додека патуваме треба да внесуваме и јагле, хидрати и протеини. Така ситоста
ќе биде поголема во текот на денот и немам толку да ни се грицка. Доколку имаме навистина активен одмор, исполнет со пешачење, пливање, велосипедизам и некој друг тип на слични активности, на што треба да се внимава во исхраната? Да биде исхраната редовна, затоа што често пати некој знае да каже пешачев цел ден, ништо не јадев. Значи тоа не треба да биде така. Значи оброците мора да бидат избалансирани. Посебно ако има поголем напор, задолжително пред тргање на пешачење или на тура на велосипедизам, задолжително избалансиран појадок. Значи тоа не мора да биде некој голем појадок, но нека биде протеин, јаглехидрат, нешто за попат, да имаме за енергија, банана нека биде и после тоа, после физичката активност, повторно оброк. Значи, задолжително редовни оброци и вода, апсолутно. Ви благодарам многу уште еднаш за одвоеното време. Овде некаде ќе го заокружиме ова наше линковско вклучување. Верувам дека упативме навистина практични совети, особено за оние кои што доправа треба да го имаат својот летен одмор сезонава и да бидат внимателни за тоа што ставаат во својата чинија.